Почитувани, добар ден. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на Општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Росоман, ја отварам 23-та седница на Советот. Пред да го прочитам дневниот ред, предлагам да го усвоиме записникот од минатата седница. Записниците ги имате. Отварам претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го затварам претресот и записникот го ставам на гласање. Кој е за усвојување на записникот од одржаната 22 седница на Советот? Констатирам дека Советот едногласно го усвои записникот. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на Општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог програма за енергетска ефикасност на Општина Росоман за период 2019-2021 година. Точка 2. Предлог решение за давање согласност за отпис на поборување доставени од ЈПКД Росоман од Росоман. Точка 3. Предлог одлука за отстапување на користење на трактор со додатна опрема, приколка и преден нож за чистење на снег за потребите на јавното предпријатие за комунални дејности Росоман од Росоман. Точка 4. Предлог решение за давање на согласност на правилникот за внатрешна организација на работните места во јавната општинска установа Детска градинка Праскичка од Росоман. Точка 5. Предлог решение за давање согласност на правилникот за систематизација на работните места во јавната општинска установа Детска градинка Праскичка од Росоман. Точка 6. Предлог одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите во Праскичка Росоман за 2019 година. И точка 7. Предлог решение за давање согласност на предлог статутарната одлука за измени и дополнување на статутот на јавната општинска установа Детска градинка Праскичка од Росоман. И точка 8. Разгледување на барање. Отварам претрес по дневниот ред. Дали има некои забелешки на дневниот ред? Ова е данас. Почитувани дами и господа, почитуван медиум, и како и пред почетокот на седницата, значи мојот став и мислење е дека со оглед на тоа дека ни стана пракса пред одржување на седницата доспеаните материјали од предлагачи да бидат разгледувани и филтрирани на комисија. Веќе тоа се случува, ако не се лажам, веќе трета или четврта седница, што воопшто не ми се допаѓа и не е пракса и кај другите. А е пожелно и добро затоа што дадени прашања, односно дадени барања или предлози да се избегнат од онаа ситуација до која може да ја доведе оваа говорница овдека и при тоа а е од осетлива природа, и при тоа, овдека на говорницата, значи да не се препукуваме и да не нели тоа да остави лош печаток или доем кај граѓаните, како и за побрзо и поефикасно делување на советите. Предлагам, значи, таа пракса да се прекине и, значи, од аспект на тоа Советот, односно председателот на Советот, председателите на комисиите, малку посериозно да си ја сватат работата согласно актите кои нели ги во кои се застапени, односно кои ги одредува нивните права и надлежности. Од тој аспект, а со оглед на тоа и дека во изминатиот период донесовме, значи, одредени правилници, конкретно тука се однесува во подневниот ред на оваа седница по точка 4 предлог решение за давање согласност за правилникот на внатрешна организација на работните места во ЈУГД Праскичка и точка 5 предлог решение за давање согласност на правилникот за систематизација на работните места во ЈУГД Праскичка Росоман во месец април. Донесовме од таа ситуација, сега повторно доаѓаат. При тоа, значи, на комисија можевме да разгледаме зошто повторно доаѓаат, биле доставени овие правилници до, ако не се лажам, Министерство за информатичко општество или труд и социјала, сега не ме држите за збор. Кои се проблемите зошто се вратени и при тоа како став на комисијата да видиме, значи таму ако земеме да ги прифаќаме таквите забелешки, измени, зошто е вратено и така натаму,
ги ставаме повторно на дневен ред, односно комисијата констатира дека предлогот, правилникот дека треба да се усвои со толку гласа за, нели? Од тој аспект барам, значи, од овој дневен ред да се иземат овие две точки и да се стават на следна седница. При тоа истите материјали, истите правилници, предходно, како што и кажав, да ги разгледаме на комисија, а потоа да дојдат филтрирани овдека на совет. Тоа е, значи, барам иземење на точка 4 и точка 5, додавање во изминатиот период, во среда со низа граѓани, значи, и покрај тоа што имавме советнички прашања, ако не се лажем на минатата седница, има потреба за поставување на 2 до 3 советнички прашања, па барам на дополнување на дневниот ред со советнички прашања. Благодарам. Почитувани советници, само би сакал пред да поминете на гласање на дневниот ред, тук е директорот на јавната установа детска градинка, па евентуално да образложи зашто е предлогот за систематизација доставен денеска. Ама и она дава предлог, аз сега... Јас имам предлог. Како председател на Советот имам предлог, бидејќи не се... Нека да е пак откочи од тоа ќе му дадете право на тој што треба да образложи. Бидејќи не се одржани комисии пред овој Совет, давам предлог директорот на градинката да даде образложение зошто точката за правилникот е повторно ставена на дневен ред кога истиот правилник е усвоен на 2018 11 месец. На таа седница во 11 месец 2018 година. Да не бидеме во дилема што се случува и како се случува, мој предлог е пред да поминеме на гласање за предлогот на Атанас, директорката да даде образложение зошто повторно е правилникот ставен на дневен ред. Иван Славов. Реплика. Почитувани, очигледно некој сака да го прекршува тука деловникот за работа на Советот, па по некои своји видувања како ќе им текне, така и почнува да работат. Седницата работи врз основа на утврдени дневни предлози на дневен ред тама. И се додека, значи, не се утврди во целост дневниот ред и прифати со гласање, значи не можеме ние да даваме образложенија, односно замајувања на советниците. Значи, ќе одите во процедура онака како што предвидува деловникот за работа на Советот. Значи, ќе го оформиме дневниот ред, дали ќе имат само ќе бидат моите предлози прифатени или одбиени, ќе имат други предлози прифатени или одбиени, откога ќе го дефинираме дневниот ред, тогаш може да се пристапи кон тоа да се пристапува точка по точка, односно дадени појаснувања за дадени точки. Се додека се постапува поинаку ќе биде замајување на советниците, односно на граѓаните на општина Росона. Благодарам. Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани медиуми, излегувам на говорница, бидејќи немам никакво образложение за оваа точка, колега да вика да ја иземиме. Мене не ми е јасно зошто комисијата не се одржала пред седницата. Па јас да добијам сега јасни одговори што треба да гласам и да не гласам. Бидејќи тоа не се случило, а не сум јас виновен, некој друг е виновен, барам од директорката, бидејќи е присутна, да одржиме седницата, да не ги развлекуваме овие работи и да преминеме тогаш на гласање. Но јас ако имав предлог од да се одбие мојот предлог, луѓе. Колега Атанас, ако комисијата се одржала и ми дала јасен предлог мене, јас сега ќе одлучев дали да гласам или не. Но бидејќи јас дојдов денес на седница и не добив никаков предлог од комисијата, не можам да одлучам дали да се изземе точката или не. Морам од некого да чујам нешто, па да донесам одлука. А првиот човек што ќе ни ја даде тој одговор е директорот.
Не го спориме правото. Нема да биде загуба ако 10 минути го сослушаме директорот и донесеме одлука врз основа на кажаното. Деловникот за работа на Советот. Деловникот е прекршен уште кога не е одржана комисија. Седиците така се одржува таму пишува, значи. Колега, ама деловникот е прекршен уште кога не е одржана комисијата. Комисиите не треба да ги одржат директорката и градоначалникот. Ние да ги надминеме тие практики досега кои сме имале и за војнина да не доаѓа. Па за да ги надминеме, дај да се договориме тука јасно и гласно, комисиите да бидат задолжителни. Ја ви предлагам сите да го одбиете мојот предлог. Дајте го на гласање мојот предлог, одбијте го. Поединечно, ако советнички прашања сметнете дека треба да се одбие, и тоа одбијте го и пристапете кон појаснување на точката, че го поканите почитуваниот директор на градинката и ќе ви даде образложение. Јас сум Сето дека не се направат постапките онака канализирано како што треба да бидат, значи јас не се согласувам со тоа и ќе бидам против тоа, односно ќе ја користам говорницата. Вие може да користите говорите, јас би сакал да имам едно појаснување од директорот, па да донесеме една правилна одлика дали да ги изземиме тие точки од дневен ред или да не ги изземиме. Прибедејќи ни стана пракса да не одржуваме комисии и да донесеме една одлука присуството на комисии да биде задолжително. Не некој друг да не биде виновен. Па ние сме тие 9 души што не присуствуваме на комисии. Ќе дојде председателот, другите ги нема. Дај да преземеме одговорност, јавна одговорница да се изјасниме дека од сега ќе бидат задолжителни комисиите. Кој нема да присуствува на комисија, тој месец ќе нема паушал. Ако сакате да бидете толку транспарентни и поштени, изјасните се јавно одговорници и да го прифаниме сите 9 души тоа и да почнеме да работиме од следниот состан. А ние само префрламе вината еден на друг. Председателот закажува комисија, ни еден друг член не доаѓа. Сега почнеме да идеме и на седница да ги одбиеме овие прашања, да ги одложиме и седниците и што ќе работиме ние тога, зашо сме овде во ова опште? Мораме да ја прекинеме ваквата пракса и затоа велам уште Ние ќе ја прекинеме на овој начин, само јас мислам, ако прифатиме сите заедно, отсуството на комисии кој нема да биде присутен, на први да не се јавува за паушал воопште. Прифатете го тоа. Благодарам. Само ќе се надополнам данес на твоето образложение, твоята реплика. Се уште претресот не е затворен по дневниот ред. Значи, ја дневниот ред не го ставиш на гласање. Се уште трае претресот по дневниот ред. Значи, сите советници имаат право да дадат предлог за дополнување или изменување на но не и на дворешни лица за време на формирање на... Мојот предлог е, бидејќи од исти причини, што кажа Јовица, немаме представа ние зошто заради тоа што не се одржа комисија. Не е тука кривицата ниту во мене, ниту во нас, советниците другите тука. Комисија не е одржана и директорката нема го крива тука. А ние немаме представа зашо треба да гласаме сега. Дали да го изземиме или да не го изземе дневниот точка до дневен ред. Може да го Дозволено. ги кажав јасно начините и постапките како треба да се одвиват работите во Советот. Еве да не испадне дека е нешто од суштинско значење, инаку во наредните седници, значи буквално нема да толерирам вакво нешто. Ке го иземам сега конкретно првиот предлог за иземење на точка 4 и 5 и ке оставам да се изгласа и да оде по оној канален ред, кај што ќе стане директорот после кога ќе дојдат точките на дневен ред и да каже зошто и како, а се со цел да не го прекршиме, значи, деловникот за работа на Советот, значи ќе го повлечам моето барање за иземење на точката 4 и 5, ќе одам само со надополнување на уште една точка советнички барања, како предлог за надополнување на дневниот ред на ова седница. А со тоа, значи, ќе му дадеме можност на директорот кога ќе дојдат точките 4 и 5 за да даде и појаснување, да му каже зошто во таков краток временски период повторно се стават на гласање, во што е суштината и ние како советници да имаме представа и да донесеме позитивно или негативно, односно позитивно или негативно да гласаме. Сега планирам да си го поведете постапката онака како што треба. Да. Само следничко прашање. Да, разбрав. За толку не сум. Значи цело време исто го зборуваме, само очигледно не може да не го се прекашуваме, добро, да не испане се водејат седници. Дали има друг предлог?
Това за пояснување, ви го знаете, тоа ќе би. Без снимање сите ќе бидете А тоа е пак ќе го пак знаат се своите сверува исто и после кој ќе дојде точка на дневен ред, пак треба да излезе на да се го каже. Абе можете сите, не мора комисијата само сите ќе ви образложи директорката и се зашто го одлагате сега да Ама не се одлага точка на останува на дневен ред. Апсолутно повеќе барем да се изгласате и готово. Ајде. Гласове Дискутирајте точка. барашни комисија се одржи или Не, не? това е после сложни сите на лице место. се дај да почне да уѓе да работиме на Иначе, за да се држи комисија, треба да се направи извештај. Треба да Директно Лазо, дневен ред на своја. Темата да се договориме на работа. Значи сега, Сите се присутни. пишо ви до сега, што како беше, како оде работи, што оде. Од сега натаму, комисиите се задолжителни за сите. За сите. Ќе се бележат отсутствие на комисија. Нема ли друг предлог за дневниот ред? Иванче, публикуваш твојот предлог за комисија? Па там се останува само на следнички прашања. Кој е за дополнување на дневниот ред со 9-та точка сметнички прашања? Дневниот ред во целост го ставам на гласање. Кој е за усвојување на дневниот ред? Ето вас. Точка 1. Предлог програма за енергетска ефикасност на општина Росман за период 2019-2021 година. Материјалите ги имате. Отварам претрес по оваа точка, дали некој пара збор? Кој има? Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, граѓани на општина Росоман, ни беше уредно доставена програмата за енергетска ефикасност за општина Росоман период 2019-2021 година, каде што бев малку, имав повеќе време и детално ја разгледував. Можем да кажем дека е окей, супер, но се уште имам едно мислење дека во општината некои лица, народски кажани, лупај врата, зимај плата. И тоа што му е доделено да го сработат, не знаат како. Гледајќи ја оваа програма, и најмало дете ќе констатира дека е во целост препишена од некоја друга општина, па осте тоа што е препишена, не ни го смениле општина Неготино. Овие работи толку ме тргнуваат и не можам да не искоментирам. Општина Неготино, на едната страна општина Росоман, општина Неготино. Дали има тука во оваа општина, оваа институција, некој што ги контролира и што ги дава овие материјали на увид и проверил, одобрил, може да одат натаму. Значи, грижа на совест никаква, одговорност никаква, контрола на она што го работат никаква. Истото во изминатите совети го критикував и директорот за комунални дејности, секоја година само копи-пас. Истото и ова. Не видов нешто ново, па осте што не видов ново, и она што го препишале не го избришале. Толку. Што не, значи ја разгледа програмата за енергетска ефикасност за општина Росоман за период 2019-2021 година. Целите на програмата, зошто се тие цели фактички, што треба да постигнеме, како и предлозите
на листата на градоначалникот за реализирање на оваа програма, односно реализирање на дадени активности, помеѓу кои се наведени тука топлинска изолација на надворешни ѕидови на општинска зграда Росоман, термостатски вентил во УПР Тошев Росоман, модернизација на внатрешно осветлување во УПР Тошев Росоман, топлинска изолација на надворешни ѕидови во УПР Тошев Росоман, поставување на систем за централно грејење во подрачно училиште Пере Тошев село Сирково, топлинска изолација на таван во подрачно училиште Пере Тошев село Сирково, топлинска изолација на таван во подрачно училиште Пере Тошев Манастирец, топлинска изолација на таван во подрачно училиште Пере Тошев во Трстеник, модернизација на внатрешно осветлување на подрачно училиште Пере Тошев село Трстеник, топлинска изолација на таван во подрачно училиште Пере Тошев Камендол, промена на осветлување на подрачно училиште Пере Тошев Камендол, модернизација на осветлување на ДГ Праскичка Росоман, топлинска изолација на надворешни ѕидови ЈКП Комуналец. И тука, значи, има повеќе грешки. Значи, нашето јавно комунално предпријатие, мислам, ако не се лажам, се вика Росоман од Росоман, така? Значи, се мисли топлинска изолација на надворешни ѕидови на јавното комунално предпријатие Росоман од Росоман, да? Сметам дека и пропуст ова направено при топлинската изолација на таван во подрачно училиште Пере Тошев Камендол, каде што моментално подрачното училиште Пере Тошев во село Камендол е воставено во мирување и прашање на време, значи, да речеме, дали во иднина ќе има можност за негова повторна активација, односно дали во самото населено место ќе има бројни ученици кои би учеле во тоа училиште. Од аспект на тоа, а во интерес како на општината, така и во интерес на институциите на општината, мислам, кои што се пред се тука основното училиште Пере Тошев, како и градинката, а и една како од послабите страни во програмата за енергетска ефикасност е немање на сопствени капацитети за производство на електрична енергија, се смета пред се од обновливи извори на енергија и пред се кои што во денешно време се доста актуелни, а тоа се сончевите колектори, така, за производство, сончеви колектори за производство на електрична енергија. Не видов дека, а и како сметам дека тоа е приоритет пред се, што би ваквите сончеви колектори би ги задоволиле потребите барем за осветлување како на институциите, односно на објектите пред се училиштето, градинката, како и општината, па може би и за некои други дополнителни намени при користење на електрична енергија. Тоа е мојата забелешка и планирам сега, веќе програмата е направена, меѓутоа, доколку постојат можности за измена и доколку постои расположивост и капацитети пред се финансиски, интелектуални и така натаму, во општината да ова се земе како едно од поприоритетните работи, се со цел, затоа што јас не велам дека не колкава е искористеноста на капацитетот на едно подрачно училиште, пример, да речеме, и колкова е користењето од даден број на ученици, и како таа проблематика би се надминала ако се работи за една просторија, бидејќи ние имаме зграда на подрачно училиште со поголем габарит, со повеќе простори. Меѓутоа, во моментот на користење, во моментот на амортизација се работи само за една просторија. И сега, ако веќе ги наведовме овде дека грото од подрачните училишта, дека треба вакви клучни работи кои што финансиски се, во моментот дали училиштето ги има или ги нема, или само се планира, пред се како програма, дали ќе се реализира или не, значи зависи од средствата, сметам дека поголем приоритет би било конкретно да го земеме централното, односно основното училиште Пере Тошев во Росоман, каде што приоритет би дало за поставување на такви сончеви колектори, каде што би ги можел да ги пренамени во ова намена за, барем ако може, собствен извор за осветлувањето, барем да намали
сметката од она потрошување од осветлувањето со сопствен избор, нели да. Тоа е мојот предлог, конкретно вака за забелешките на ова нели програма за енергетска ефикасност и сметам да во иднина за следната програма, доколку имаме можност и бидеме советници, да претходно и дадеме некои дополнителни видувања наши предлози се со цел да ја постигнеме целта нели и да бидеме во согласност со тие стандарди кои што ги наложуваат, односно и кои што ние треба да ги пратиме, кои што ги наложува Европската унија и така натаму. Ви благодарам. Јас би сакал во контекст на програмата за енергетска ефикасност, значи таа се носи спрема Закон за енергетика, тригодишна програма за енергетика. Сите овие мерки и активности се дадени од менаџментот на институции. Че вака на забелешките на советникот, сакам да кажам дека сите овие мерки и активности што се предвидени во програмата на енергетска ефикасност се дадени од менаџментот на институциите. Значи сите се променливи, значи никој не обврзува нас, нити пак не ограничува се што можеме мимо програмата да реализираме. Значи нема проблем за предлозите ваши, можеме во секој момент со добар проект да распишеме тендер и да бидат усвоени сите мерки што вие ги посочивте. И забелешки, да. Се насока на Да, во интерес на подобрување на целите. Да, е подобра енергетска ефикасност на општината. Благодарам. Почитувани советници, значи уште пред неколку месеци од страна на Советот, од ваша страна, беше дадена иницијатива до ЈПКД Росоман, до управниот одбор, за отпишување на долгови со поголема застареност. Ние пристапивме посериозно за носење на таква одлука од страна на управниот одбор, ќе ги испитавме, проверивме сите оние проблеми доколку би се јавиле после тоа. Така на крај управниот одбор на седница на 27 мај 2019 година, значи врз основа на член 19 од Закон за јавни предпријатија и член 18 од статутот на ЈПКД Росоман, донесе одлука за отпис на побарувања и тоа отпис ќе се врши на побарувања постари од 3 години кои ги имаат корисниците. И малку да разјасниме во член 3, значи доколку корисникот во последните 3 години има долг према јавното предпријатие, до отпис може да дојде само ако тој долг биде исплатен или за истиот биде направен договор за одложено плаќање. Знаете и вие, пошто ги разгледувате сите извештаи на комуналното, дека наплатата на ЈПКД од водокорисниците е во голем процент, така да во секој случај одлука ќе ги отпише старите поборувања, оние најстарите што ги викаме, и нормално ќе ја зголеми дисциплината на наплата во понатамошниот период. Како што тргнавме вака, само се отпишуваме долгови, некои несовесни граѓани што со долги години не плаќале, ги злоупотребувале институциите и ни сега, ајде, нема да плаќате, се ве ослободуваме. Лично, јас никогаш нема се додворувам на граѓаните, ова за мене не е оправдано.
Но имам едно прашање во контекст на ова. Дали директорот на комуналното предпријатие има колку се тие долгови на физички лица, колку се тие долгови на правни лица? Дали овие две работи се разграничени? Доколку не се разграничени, не е во ред спрема мене, заради тоа што правните лица, тоест компаниите, фирмите, може би не плаќале, вршиле бизнис, остварувале профит и сега кога дошло време да се плаќа финанси на комуналец, му наидува една надолнинка ослободени од старите долгови. Значи, ако се ослободува, нека се ослободува на оние физички лица каде што се материјално загрозени со 4 деца, 5 деца, неработени и ред работи, но никако за правните лица. Никако. Затоа што тие компании во месец си има бизнес. Пример давам во наводници, нека не можно е да се случи градба Промет или ресторан Кајжика или основното училиште Пера Тошев не плаќале вода и сега не ги ослободуваме. Толку. Благодарам. Пред се благодарам на управниот одбор што најде на разбирање како предлагач на ова, значи на ова точка, односно за носење на односно како предлагач на предлог за носење на предлог одлука од страна на управниот одбор на јавното комунално предпријатие Росоман од Росоман. Баш ми е драго што еве управниот одбор го согледа ова, проанализира и виде дека навистина овие заостанати долгови ги мачеше граѓаните од аспект на тоа што во дадена ситуација нити знае од каде потекнуваат, а пак дадени граѓани беа изманипулирани од дадени политички субјекти во некое си поминато време, се со цел да бойкотира дадени институции и при тоа го изгубија чекорот за можност за наплата, бидејќи ако се случи да еден месец прескокнете 2, 3, 5 или цела година се случиле и 2 години, во некои си назадни години, сега во овој момент каде што и како тешко се печелат парите и тешко доаѓаат луѓето до заработки, да сега наеднаш од нивниот и така танок буџет да одела средства за оваа намена. И од аспект на тоа дека законот нели тамо за облигациони односи бидеше каде што долговите нели односно пак во оваа ситуација ајде да не наведувам да не цитираме, значи е испуштена можноста и на тие стари долгови да бидат наплатени. Но да не навлегуваме нити од правна рамка, сега многу ми е посебно драго што се испитани сите можности и конечно оваа одлука веќе ќе се реализира нели во согласно со ваше гласање, со ваша поддршка овдека, ќе се реализира и граѓаните. Меѓутоа, да не искористиме можност од оваа говорница да му апелираме на граѓаните, да не се дозволат да дојдат во ситуација како што било тоа во изминатиот период, да не дозволуват некои да ги замајува со дадени политички обетувања, заведување на неплаќање и друго, или пак за неподмирување на своите обврски, бидејќи знаеме ние се што се потрошило треба и да се плати. Да се бидат ажурни и уредни во наплата на сметките, за оние 3 години, доколку некој од граѓаните се најде во оваа ситуација да за последните 3 години нема платено, да искористи можноста за да ги исплати средствата одма или да направи договор со јавното комунално предпријатие, а тука е услово за тие граѓани и да биде значи отпишан за останатиот стар долг и кај нив. Значи тука имаме и рамка каде што значи сите оние кои што нема да си ги подмират обврските за последните 3 години, нема да важи и одлуката за нив. Но грото од граѓаните сметам дека и директорот тоа ќе го појасни со неговото станување, веќе се ажурни, си ги плаќаат своите сметки, така треба да продолжат. Пред се така може да обстојува и самото јавно комунално предпријатие, а и ние да бидеме, значи, како да кажам, пред се ликвидни. Да, благодарам.
Забелешката е во ред од страна на советникот, но не ги потенциравме во одлуката физичките лица, бидејќи правните лица сите го имаат и го подмируваат редовно долгот за испорачена вода. Иначе, може би во одлуката требаше и да нагласиме само, може би да го смениме, да смениме одлуката, да нагласиме само физички лица, бидејќи таму кај што испорачуваме вода, значи се огромни, значи цело се плаќаат фирмите. Има фирми кои што биле регистрирани, кои што ги задолжуваме, нели, но се во период пред 2, 3, 5 години избришени од централни. Таму и да сакаме, не можеме, не подобро да ги избришеме, секој ќе ги избришеме, пошто се избришени од централен регистр. А и на платата, значи, па ќе кажам, значи, последните 4-5 години за комунални услуги, за извоз на смети, за користење на вода, значи со голем процент граѓаните го свателе тоа дека треба да се плаќа, бидејќи добива таа услуга. И ова се работи, сепак, нели, по ваше барање беше за отпис на оние долгови кои што се направени од самото формирање на комуналното. Значи имавме еден куп проблеми од овој цел период. Тоа е таму. Сума немаме за кога ќе ги не направено, мора поединечно да ги правиме, да. Сума се води за тие стари поборувања некаде од над 8 милиона денари. Ама тоа се поборувања до 2000, мислам, претежно се направени до 2012. Значи кога и проблемите беа најголеми. Со пумпи, па вода немаше, па имаше, се фактурирало, па има и на многу места како што контролата на водокористење не била во ред. Значи имаме таква. Значи сумата е толкова, но значи тоа се стари поборувања кои што и онака не можеме да ги наплатиме, а добро е да му се отпишат на луѓето од белешките. Почитувани советници, како што знаете дека машината, тракторот претежно ја користи јавното предпријатие, согласно тоа, иако припаѓа и собственост на општина Росуман, тоа е само формалност да се предаде на јавното предпријатие, истовремено и да се грижи за неа. Значи нема друга причина, него едноставно, бидејќи тие стопанистуваат и да се грижат за оваа машина. Здраво на сите. Јас само кратко, бидејќи во мај 2019 година е направена измена на Законот за заштита на децата и согласно тоа наша законска обврска ни да направиме нов правилник за систематизација на работните места,
за да може да ни се систематизират постоечките работни места кои што сте во институцијата согласно законот, согласно новиот закон. Значи ние тука немате, ако забележате дека немаме нови работни места предвидено од претходниот правилник на кој што дадоте согласност. Значи овој правилник е сега само да се усогласе со новиот закон за детска заштита, со измените кои што се направени на законот за детска заштита. Бидејќи таму има измени во работните места и има измени во условите кои што треба да ги исполнуваат вработените и мора согласно тие закон да се направи нов правилник за систематизација на работните места. Заради тоа ви е доставен сега за согласност. Измените, како рекол, согласно измените? Има нов закон сега во мај, нов закон за детска заштита и со напоредно на тоа ние мора да донесеме нов правилник за да биде усогласен со новиот закон. Нема можност да видиме тој закон, немаме. Закон на 21 мај да се така 2019. Немам време да го проанализирам конкретно за што се работи во законот, кои измени Има промени во работните места. Ние немаме измени. Во новиот правилник нема измени. На тие што гласате во 11 месец 2018 година. Значи само се тие правилник е усогласен со според новиот закон сега што испадна, значи во службен вестник на 23.5.2019 година. За тоа што мора да донесеме според новиот закон. Согласен, значи никакви промени, значи Промени има во законот, промени има во работните места, кај што таму се предвидува сега е ново дека ќе има воспитувач, на пример, конкретно за воспитувач ментор, воспитувач советник, дека ќе има тие што ќе бидат работен треба да биде приправник, дека има ментор една година да некој да го менторира. Кој до сега во закон за основно образование. И има измени конкретно мислам за условите кои што треба новите негователи да ги исполнуваат, има промени во нивното образование. Не, се ама Малюка, точка 5, така, 4 водиш точка 4, добре. Дали некој разбор? Иначе никој нема разбор, преку предлог решение за давање на согласност за правилникот за внатрешна организација на работните места во Праскич, Росован, оставка гласање. Кој е за? Кој е против? Против, воздржани? Еден воздржан, 5 за. Точка 5. Предлог решение за давање согласност на правилникот за систематизација на работните места во јавната општинска установа детска градинка Праскич код Росован. Отвора претрес по оваа точка. Кажеме това разбор. Да сме во заблуда, проширување на места. Значи, проширување на работни места нема. Значи не е исто. Треба да кажеш дека до сега сте 12, а во новата систематизација се предвидени 15. Не, кажав дека нема од претходниот правилник за систематизација што им дадоте согласност 11 месец, дури се намалени работните места. А не дека не се обработените. За правилник тој се кажува дека до сега сте колку? 12. А предвидени се 15. Така. А у претходниот правилник беа 12 вработени, а беа предвидени плюс уште 6-18. Во 11 месец што ми дадат согласност. Да, намалени се сега работните места. Заради тоа што со претходниот закон можеме да дојме со 50% максимум
од постоечките, а сега ни дават само 20% максимум од постоечките. 12 сме ние вработени во институцијата, 20% троица се само плюс може да систематизират. Што значи во новиот објект колку ги имаме вработени? За во новиот објект? Да. Или ќе извршите и прераспоредување на дел од не можеме да извршиме прераспоредување на постоечкиот кадарот и ние сме тие што сега си ја работиме, значи таа занимална што ќе се ослободе сега што се јаслите ќе биде занимална за деца од 2 до 3. Значи таму ни треба кадар и за таа група. Значи групите во стариот објект ќе си останат пак 3 плюс уште една во новиот. За нови вработувања во новиот објект 2 воспитувачи неговател е сега плюс предвидено. Става си правил деца. Треба да има деца. Требало да делкаш. Дали пробува разбор? Иначе никој нема разбор да започнува преписот и предлог решението за давање согласност на правилникот за систематизација на работните места во јавната општинска установа детска градинка Красичка. Поставам на гласање. Не молам кој е за усвојување на решението. Против? Воздржани? Епа во право сте биле затоа што бевте упорити и некој не може да поминат нити едното, нити другото е. Како беше дадена гласна? Точка 6. Предлог одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на доход за пресметување на платите во јавната општинска установа детска градинка Крастичка за 2019 година. Дали некој баре збор? Односно на точка? Не ми е јасно да таму што пише директорите не прочитаа како беше што е нешто. И на директорите се однесе. Ај на директор се однесе. За 4. Тоа е согласно закон. Само на директор? Не. На делите на јавни конкретни Одиме на 500 евра. Ајде, нека тргне до 500 Дали евра. некој баре збор? За 500 евра се гласа. Иначе никој нема разбор, го започувам претрес, точката е ставена на гласање. Кој е за усвојување на одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на водот за пресметување на платата? Против? Воздржани? Еден воздржан, 7 за. Значи, 9 пак се бројаме. Точка 7. Предлог решение за давање согласност на предлог статутарната одлука за измени и дополнување на статутот на јавната општинска установа детска градинка Крастичка од Росован. Отварам претрес по оваа точка, дали некој баре збор? Добро, Иванче. Председателе. Добро, еве, на себе, на совет малко. Почитувани, пофални зборови, оваа точка ќе ја искористам за неколку пофални зборови и за некои критики. Затоа што управниот одбор на градинката Праскичка се одржала седница, каде што на таа седница, статутарна седница, донесиле одлука да Република Македонија се заменува со името Република Северна Македонија. Не знам зошто, кој гледам овие печатите тука на општина Росоман, Република Северна Македонија, а ние немавме одржано ниту една седница, па ниту една комисија и да усвоиме Република Северна Македонија, која макротрпно оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз макротрпно работеше, за да се промени името, на сметка на тоа се изгубија низ работи, се изгуби најголемото нешто, македонштината и полека цела историја на Република Македонија.
Затоа од оваа говорница кажувам срамно што во 2 години успеавте нешто да донесете што некои генерации наназад успеа да го бранат тоа свето име Република Македонија, каде што и во самата Библија напишана од многу генерации наназад, 33 пати во Библијата на православното христијанство е спомнато земјата Македонија. Но еве се најдоа некои најпаметни генерации и името го заменија со Република Северна Македонија. Ние, како советничка група од ВМРО ДПМН, сме против, никогаш за, но ќе поставам едно прашање зошто на општина Росома не се дискутираше на оваа тема. Дали ние советниците даваме амин или не даваме? Во неколку општини во Македонија, во Република Македонија и од актуелната власт не се одржаат тие седници и не се променија тие штембели, печати во новото посакувано име Северна Македонија. Така да, дали е тоа правно издржано правниче, јас не сум по професија правник, техничко лице, затоа сте ви присутен, дали е правно што сте го прескокнали едниот чекор, дали дозволува правото и статусот на општината Росома, или пак вие самоволно, брзопотезно се докажавте кај вашите челници од СДСМ дека сте една од првите општини што ги уведовте новите печати. Многу луѓе се згрозени од ваквиот чекор и така да уште еднаш кажувам дека никогаш нема да дадам подршка за Република Северна Македонија. Толку. Значи, пред да се води ваква дискусија, треба да се познават некои елементарни работи од правото, да не се стават инсинуации, да се калемат некои работи, дека некој дозволил да се додвори на некој. Еве сега на класичен начин говорникот се додворува на гласачите. За работа која што е смената со страна на парламентот на Република Македонија, Северна, како што сака он подбишегно да каже, ама тоа е тоа, и мисли дека со тоа се додворува. Значи, очигледно зборува за статут, а не го погледнал статутот на општина Росома. За да види дека во статут на општина Росома нигде не стои Република Македонија и не може да се менја. Што повеќе да кажам тоа? И се тоа маркетинг, некој, македонштината, не знам таму, не знам како. Значи, сите печати се сменети во државата врз основа на тоа што на циркуларно писмо од државните органи. Бидејќи уставот е сменет со одлука на парламентот. Не може Советот, нема надлежност, нити можност да смене устав. Тоа е тоа. Во статутот на градинката стои Република Македонија, сметаат дека нивниот управник, дека треба да го променат тоа и поднесуваат да го променат. Не зашто не е јасно тука. Значи, со двотретинско мнозинство е донесен законот, по постапка каква што е донесен и е донесен. Уставот е сменет, сега е Северна Република Македонија. А вие сега да нафрлате на некој, дали е вака, дали е така, без да го прочитате статутот на општина Росома, затоа што цело време спомнувате правни работи, ама некако тешко ви одат тие работи. Прво погледајте, па тогаш нафрлите нешто, а ова е ефтино додворување на гласачите. Нашиот статут нема што да се менја, нема Република Македонија.
кога веќе вака јасно е кажана работата, зашто не ги посоветувавте институциите во општината да не наведуваат вака во заблуда? Ако постои циркуларно писмо, нека кружи тоа циркуларно писмо и до сите институции. Не да не ставите овде дека пред свршен чин сега ние, кога некој со декрет нека каже дека во сите институции по автоматизам, значи мора да се направи промена, а не некој да не става некоја институција сега да не става пред свршен чин нам граѓаните да не гледаат дали сме вакви, такви, накви, и тие знаат квалификации да не дадат лазе. Не македонштината. Без разлика, ние мораме сите да ја браниме македонштината, оди сме македонци. И сите етнички заедници кои се малцинства во ваквото треба да ја почитуваат ова, бидејќи тука јадат, пијат, творат и така натаму и така натаму. Значи, не смело институцијата да не доведе во ваква ситуација кој веќе има циркуларно писмо да не стави па свршен чин ни овде да гласаме. И сега некој да го стави да за северна, да не за северна. Абе смени го таму и не го ставај тука одма. Значи ти имаш од озгора што месо двотретинско, заврши си ја работата и не ставај нам пред свршен чин некој да ни лепети етикети дека сме вакви или такви. И сметам дека да се иземи штом состојбата и начинот е таков, да се иземи точката, односно да се прекини во оваа постапка и да не се доведуваат луѓето овде дека сега да гласа Ацо или Јовица за, па Јованче против, па он ќе биде, како да кажем, ослободител, вие предавници и така натаму. Да. Ете така. Значи, доколку е таква ситуацијата, штом во парламент, во собрание, Уставот дозволува, значи смените и никој нема да ви поведе постапка затоа што вие во статутот сте извршиле таа, а статутарната одлука ќе си ја ставите во вашето надлежно министерство. Оти јас имам мењато статутарна одлука за статутот во заедно со секретарот тогаш Тоше, ја пративме, ни ја прифатија одлуката, значи статутарната одлука и со тоа завршивме работа. Немојте луѓе. Благодарам. Само да појаснам. Не работа воопшто тука до мене. Значи, јас уште кога го донесува првата одлука, првиот пат, кажав на директорот на школото и на градоначалник. Тука се сведоци може да потврди тоа. Дека нема потреба да одим вака. Меѓутоа, директорот може да си појасни зошто тоа така, затоа што таму управниот одбор донел нека одлука, они имат нешто. Како и шо они може да си појасни зошто го става тоа на дневниот ред. Значи, втор пат го достават. Ја не можам да одлучувам и да го правам в дневниот ред тука. А писмо циркуларно е доставено. Ако е доставено, значи ова е веќе замавување на советниците одека. Да. Не сериозно дека се. Значи, некој да ме етикетира. Кога ние советниците повикуваме одредено лице во самата општина, дали е тоа за економски прашања или за правни прашања, колега Лазер во иднина би те советувал само конкретно да одговораш на нашите поставени прашања, а не да ми образложуваш тука. Немате право да образложувате дали јас фаќам политички поени, јас сум советник на општина 8 од редовите на ВМРО ДПМНЕ и ја застапувам таа гласачка машинерија, која што таа истата гласачка машинерија на овие претходни избори ви удари еден нокаут и допрва ќе ве удари нокаут, затоа што граѓаните на Република Македонија ги боли. Се сложувам со колегата советник, со Атанас. Ви не доведувате овде да се докажете дека вие сте правник и дека да, ви сте правник и ви го знаете правото и свака час. Но на една институција не поднесила, една поднесила. Значи, вие како правник не сте смели да го ставите ова да се дискутира на самиот совет. А не да ми образложувате тука вие дали јас фаќам политички поени или не фаќам политички поени. Да. Значи, вашата владење од СДСМ, крадијат е тужи, крадијат е суди. Толку. Членството Иванче Јошев. Ти самиот се негираш од дискусијата. Не знам дали ти е јасно или не ти е јасно. Значи ти се негираш самиот во својата дискусија. Како да ти објаснам?
Јас не го ставам дневниот ред. Правиме и со председател гласове за оваа точка. Од Ивоја до Дено може да видите таму архивите број кој е. Они го ставија на дневен ред. Не може вие да му винува, вас дневен да ви го прави. Не можем вас комисиите да ви ги прави. Вие на комисиите не ги одржувате и вака седмица, затоа таков тек имате и такви работи се случуваат. А за тоа додворувањето што ви го рекол, за тоа што вие мене ми викате, ми лудирате дека јас се додворувам до горе за веднаш што го сменили печат. Нема врска тоа со мене. Нема врска со мене. Нити сум донел одлука, нити било што, меѓутоа почитувано е тие циркулари, има архива, писма, може да ги видите, кај сите институции се должни да изменат печатите. А овој случај таков како што е. Што е тоа? Од аспект апел до градоначалникот, од аспект на тоа дека од институција е ставена ситуацијата во ваква состојба кај што е да си ја преиспитате работата зошто до тука дошло. Што ако се случеше да сега ние, ако се случеше, да не се изгласува. Што ако се случише и сега се ставате во пат позиција, мат позиција, како да кажем, или пат или мат. Да. Јас гледам на таблата таму што сте ја поставили надвор, пишува Република Северна Македонија, така како не се лаже. Да. Значи вие сте ги почитувале насоките како што се од згора, значи. Вашите институции, односно претпоставените, не ви ги почитуваат насоките ваши, да си ги преиспитате работите зошто е тоа така и да си Вие сте предпоставен. Абе не вие, вам не ве почитуваат. Институциите не ве почитуваат. Или конкретно институцијата. Значи вашите насоки кои вие како влада и како градоначалник, односно институциите се под ваша надлежност. Вие сте тие кои што дадена аномалија ако се направи ги санкционирате, така да преземете насока во тој дел. Ама не сме точката да не доведе во ситуација на заблуда овдека. И преземете и преиспитајте зошто дошла ситуацијата до оваа ситуација, да. До оваа точка. Да. Вака, значи, доставено е од тоа што причина конкретно, како што кажа Чичко Лазо, дека е стигнато циркулаторно писмо во кое што треба, че извиниш, во кое што треба, значи да се сменат сите лога, печати, каде што е напишено името на Република Македонија во Република Северна Македонија. Поради тоа што во нашиот статут на градинката пишува како треба да изгледа печатот на институцијата, дека треба да биде округол со толкав пречник, да биде напишано името Република, конкретно беше Република Македонија, мислам уште и е, и името на институцијата, седиштето, и заради тоа, поради тоа што има во статутот, како треба да изгледа, морам првен тие член од статутот да се смене, за да може да се поведе постапка со комисија, од вработени тројца и да се смене печатот да биде преименува на Република Македонија во Република Северна Македонија. Заради тоа вие доставив оваа предлог статутарна одлука, заради тоа што вие како орган на општина Росоман давате согласност на статутот и на систематизацијата на градинката. Заради тоа доставив до вас, заради тоа што во нашиот статут пише како треба да изгледа печатот и јас не можам да сменам печатот на институцијата, а во статутот да пише Република Македонија, а мене да ми текне од утре Република Северна Македонија. Институцијата влада и институцијата парламент е многу повисока институција од Тоа е така, али нели треба да се почне постепено како оде. Јас мислам дека поред како треба да се смене. Ако би поставиле директива, треба да ја почитувате директивата. Па јас у консултација со Министерството за труд јас сама во не го правам, значи во консултативна консултација ми ја кажуваат постапката како треба и јас се спроведувам. Кога во X општини имате можеби ситуација ќе дојде до душен сега советите се повеќе на СДСМ, меѓутоа ако беше во некоја ситуација друга, как ќе помине одлуките? Имаше во кисело. Значи, видите се... Тоа е разнолико.
Иако затоа Па тоа не е лично искуство дали јас сакам да биде Република Македонија или Република Северна Мора Македонија. да сакаме да биде Република Македонија, но не им дозволуваат се. Значи тоа е нешто што било донесено со закон, со устав и мора да го почитуваме. Основното училиште Петре Тошев безработен се заменя печатот. Не, кај нас во нашето кружни печат, што кажеме, Адријане, така, значи да се допишува формата како изгледа печатот, штембил, и тамо нема, значи, да, ако мислам... Уште не да добиеш печат со Северна. Не, основно Општинско основно училиште Петре Тошев ја дозвела Росоман, додека кај нив во по-голема форма е и одозвела напишале Република Македонија. И сега, како сте го зацртали таму, значи сте доволни ситуација кај што, додека кај нас го нема тоа, да. Значи, проблемот не е до тоа статутот му е таков и они нормално си одат по процедура како што треба да одат. Облик на началник ова. Што ти значи ова, сега викаш сега да манова, да некаки... Не. Дај на ист начин сака да кажам. Помало печаче, ева. Почитувани советници, јас само сакам да кажам дека ние во овакви некои дискусии кои што беа спротивни на законот, веќе имавме укажување конкретно од правникот дека не може да донесуваме заклучоци. Конкретно беше тоа кога се однесуваше на поништувањето на одлуката за издавање под закуп на пензионерскиот дом. Меѓутоа, спротивно на закон, вие донесовте заклучок и предлагавте тоа што предлагавте. Истовремено и пред минатиот совет, без познавање на законот за градежно земјиште, донесовте исто така заклучок за издавање на место за монтажен објект, што е спротивно на граден. Замена на постоечки. Тоест, како да кажете, тоа е спротивно на закон. И јако беше од наша страна укажано дека тоа е спротивно на законот. Гражданин сега што беше што е која е спојувоста со точката на дневниот ред? Дека не го познаваме правото. Не, Па не ни случајно може да познаваме правото, ние не сме правници. не се рече зашто правникот не укажува на одредени. Тоа сакам да кажам дека. Значи во таа насока беше Правникот може само да го каже, не може да го случи, значи да се одлука на својот однос. Овдека се вади, че фактички го вие дел сега. Значи, ние сме више пред пензија, да речем, ака правници. Стари се. Многу работи ми се јасни. Е правна празнина во целата ситуација. Својот статут и сите такви работи. Ја разбирам и Андријана и Горет. Меѓутоа, не може никој статут на една општинска детска градинка да биде повисок акт од уставот на Република. Уставот е генерален, највисок акт во државата. Немаше од тука да се бара или било шо. Меѓутоа, оставена е таа бара некои институции, некои барање. Што ќе биде ако не се изгласа? Дали ќе го смениме, ќе го задржиме името Република Македонија? Нема. Значи, безсмислено е да се дискутира за ваа тема. Тоа е тоа. Има општини кои што рече некој советот, други еве, кисела вода не го повтори тоа што едно што го тргна со пеш. Они мислам меѓу првите беа. Не помина на. Па спасиме ви како спасиме името. Не го спасувате така на тој начин. Друг начин се спасува. Без разлика сето оно што е. Јас тука не гледам никакво ништо чудно, ништо сумњаво што Андријана се по законот, значи Не, уредо е. Говорете, ама види се период, значи сега председател извини. Председател вака сега, значи еве шо ако сега не се изгласа. Какви правни последици тоа ќе предизвика? Според мене никакви. Ако знаеш дека во некоја дадена ситуација, па некој се дрзнете и направите нешто што е во согласно со советот, а не го испошидувате советот, па да не видите... Не мислам да. Зборувам, значи сега... Што ќе биде сега, еве, не гласа, нема да се изгласа. Например, нема може. Исто и добрете. Право си на секој да гласа како што мисли, тука нема никаква дилема. Значи, нема никакви правни последици. Тоа е правна празнина и сега дали државни институции, не знам сега има таму кој да одговара што треба да регулира тоа. Меѓутоа ситуацијата е таква. Ја укажувам тоа дека не треба така да води. Затоа мислам една седмица не се стави, после пак да донесува мора вора. Што ако види се стави се печати што остана. Значи не може да ни после да тие печати ни плати да поминат и било што не знам. Тоа автоматски се. Таа причина го стави во тоа точка на дневен ред. Јас се стави точка на дневен ред. Јас ставила, јас се стави точка на
председател на совет. Јас имам друго мислење. Ја тоа не го знаеш. Ами Јас сега, имам друго мислење. Ние треба да дебатираме, се ковакаме еден со еден. ама он е председател на совет. Ако беше комисијата сега и ја што го бараме во почетокот, немаше да дојдат до овие дискусии сега. Тука е проблем. Проблемот е што не се одржуваат комисии точно и кога веќе има доставено барање до институцијата, до општината, до советот, до градоначалникот, малце нечовечки да не се даде одговор. Каков и да е. Тоа е моје мислење. Тоа е моје мислење. Деловникот и статутот на општината ми го даде тоа време да стан точката на дневен ред. И јас се стај точката на дневен ред. И јас со Лазо дебатирав многу пати за 2 точка, 2 пат, 100 пат се става на дневен ред. Мислам, првиот пат не јас тргнав, вториот пат стави. Многу ми е непријатно точка доставено барање до општината. Дали е или не е за општината, за советот, ние треба да одлучиме на комисија. И постоја ќе видим дали ќе е таа точка на совет или не. Меѓутоа денес комисиите не се одржуваат. А барање има доставено и реално со број, со печат и број. Не, само малку нешто. Можете да Почитувани граѓанци, почитувани колеги советници, почитувани медиуми. Значи за оваа точка и јас не се слагам и давам еден предлог да направат да го смениме во статутот на општина Никоко совет и ебе право да поставиме правилник за печатот на градинката и да биде печатот како што е во школото, општинска градинка праскичка без името како што е во сега. Дали тоа можеме да го направиме законски или не, без да одиме сега на гласање на оваа точка. Не се плашиме на гласање. Значи, уште не ќе кажам. Дали ние ќе го изгласаме или не ќе го изгласаме оваа барање, ако веќе постои тоа Печките на градинките да ги преврши Министерството, таму насоките беа, не од кај нас. Значи, таму преку труд социјална политика се регистрираше. На времето кога се правил печатот се покажувал патриотизмот. Затоа таму го направи, не? И вака сега, јавна општинска установа, не, ЈУГД, како таму ше бе, прасничка, и нели доле, Росуман. И патриотизмот тогаш некој наредил да се, ама да така треба да биде. И ставил, тоа што ставил, е сега. За утргне. Дали уште некој друг бара збор во однос на оваа точка? Иначе никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката е ставена на гласање. Кој е за усвојување на предлог решение за давање согласност на предлог статутарната одлука за измени и допълнување на статутот на детската градинка Праскичка од Росуман? Кој е за? Против? Воздржани? 3-3-2. Констатирам дека советот не даде согласност. Убаво, викам да ја помнишите од ова да се заврши со циркуларното писмо, вие Ќе се заврши лепо. ја замрсите работата. 8 точка. 3 за, 3 против, 20 воздржани. 8 точка, разгледување на барање. Имаме барање и совет. Имаме барање од Сдружение Марков Стап, целомерзен на работа. Отвора претрес по оваа точка, барање кај имате да не го читам. Реците, дали некој бара збор? Стапиштата. Дали некој бара збор? Дали знаеш се за Може началникот му прават за разлагање, малце нека размисле. Јовица не е процески. Да. Почитувани советници, се работи за барање доставено и до советот и до градоначалникот на општина Росуман од Сдруженијето Марков Стап од село Мрзен. Ако го прочитавте барањето,
тие во нивното барање сакаат да постоечкото школо, кое не е во функција, меѓутоа го користи еден човек кој таму стопанисува, бараат тие да го добијат во владение, како би го користиле за цели од пошироки размери. Ако прочитавте, тука сакаат да го реконструират со нивни средства, да направат канцеларија, седиште на Сдруженијето сала за состаноци, каде ќе се собираат сите членови и граѓани на селото. И исто така бараат целосно и внатрешно реновирање да направат. Јас во овој дел немам ништо против, меѓутоа не знам како би се решил делот, бидејќи таму моментално во школото има веќе узурпиран еден дел кој што го користи еден човек кој што таму стопанисува. Што е во делот од тампонирање, тоа веќе не е проблем. Почитувани, барањето ми е логично, веќе регистрирано здружение, друштво, здружение, да? Регистрирано здружение, заведено во Централен регистар бара. Објектот, нели, е на општина Росоман и имаме ситуација кај што некој претходно си влегол, дали е физичко лице, вакво, такво, индивидуално, нити дошол, нити прашал, нити ги испочитувал правилата за почитување на имот. Ако е тоа така, значи логично е да му дадеме подршка, но не се согласувам сега овдека, каде што вика, планираме да го конструираме, да го реконструираме со наши средства. Не со наши средства, ами со средства од донатори. Затоа што ако е донација, донацијата значи ја даваат фактички на институцијата општина, односно на објектот кој што е во собственост на општината. Бидејќи ако со наши средства здружението утре ќе испадне дека здружението реконструирало тама нешто, па има право и удел на сето тоа. Значи, барањето малку да се коригира, да се дооформи, значи онака како што треба, а замислата нема е лоша, да ви кажем право, да. И ако имаме сега руина, не знам што е, вајде стока, вајде стоката е внатре сега, не дека... Да. А човек живе од целокупниот објект. А да, сега дел, тоа сеното, тоа сега што е, мора да бара, ја не го знам секој човек, да, меѓутоа, ако е веќе така и без прашање, значи полно право има општината да му каже дека имаме легитимно барање овдека, ќе испаднеме и да се регулират тие, значи, односи помеѓу здруженијето и општината, на правна основа дека му се остапува времено на користење толку без парична надокнада, што ти ја знам така и така. Во тој дел да се регулира, а да му се испадне во пресред на овие нивни барања на здруженијето, не на поединци. На така уредените основи ќе дадам подршка, мислам ќе дадам сега, но да се или пак да го дооформат барањето, да го вратат на повторно разгледување и да пристапат кон она што се нивните цели. Додека за ова второто, мислам не е спорно за тампонот да му се додели да ги посипат тие улици кои што биле од пороите разорени. Благодарам. Моje размислување е дека барањето е сосема логички, но мислам тука дека градоначалникот спомна да му се даде во владение. Мислам дека не е коректно општината да го даде објектот во владение на некој здружение. Потоа ќе стане забуна, тоа здружение можеби ќе дојде ред тој објект и да го продаде после, бидејќи ќе го има во владение. Така да општината нека го задрже владението, а ние да му го доделиме на
временски период на користење, да направиме еден договор 10, 15 или 20 години, таму како оди според законот, но да не се доведеме да го дадеме тоа во владение, па некој да стане после собственик, па да може па да го продаде на трето лице. Така да мислам владението да се го задржи општината, да направи еден договор со нив и да му се отстапи ниво користење, па дали тие ќе го реновираат, како ќе биде. Мислам дека објектот на одреден период, мислам дека објектот ќе се задржи и ќе биде во корист на сите граѓани. Благодарам. Значи, затоа комисиите треба да се држат, заради вие работи. Пак да ви кажам сега. Сега, знаете ли защо дискутират? Дали знаете дека по член 36 на Закон за локална самоуправа точка 10 со собствеността на општината располага Советот. Носи се одлуки. До сега одлука за пензионерски, да се даде по закон. Шо мислите дека различна поставка треба да виде? Значи како? Не може вака. Тоа е моje мислење. Ама без разлика, асе. Значи, почте рече не ни кажа правилник, а одлуките ви ги носите. Значи, сега дискутират... Ние му рекоме да му дадеме без надокнада, че го направиме документ. Ма не може да го дадете. Како не може да го дадете? Како, значи, нито да го продаде, Јовица спомнува владение. Владение не е собственост, не може да го продадеме на кој има владение. Значи, користење, владение... Собствеността се очинува три институции. Владение, разполагање, значи мора да има право на разполагање, владение и користење. А само владение, не може да продаде. Тоа, значи, Јовица не е. Ама не може ни во владение, како ќе го даде? Така со одлука на Совет. Абе не може со одлука. Законот вика дека во закуп, во било што се дава на тендер. Постапка. Тука човекот попака сега, да не ви противречам. Не може да го дадете за така. Значи некои убави работи кои што пред се од интерес на општината. Меѓу кои сега спомнал туристички активности, вакви активности, посетна, планинарски издруженија, доаѓање на луѓе планинари и така натаму, тоа е во пред се промоција на општината и оно каде што општината има бенефит. Сега ние со подкрепа бидејќи нема интерес од други лица. Атанас, Атанас, вака че извините ще ви кажем, не правите напамет муабет. Значи ви си правите муабет како што мислите дека ви треба да види. Меѓутоа, постоje закон, само ти кажам, слушаме сега. Ако сакате да слушате, ако не што да ви правим, ако си седна, ми што сакате правите. После нема да викате правилникот е крив. Постоje закон за располагање со ствари во државна и во општинска собственост. По тие закон го дадоме пензионерски на тендер. Како се вика? Јавна лицитација. Значи, мора да се дефинират условите и овдека мора да се објаве тоа и нека се конкурира човекот и нека земе, не знам, постапката мора да оде, не може да го дадете вака. Ви дайте го. Ја ви кажувам, тоа е ваше. Сакам седницата да трае пократко, но ми дозволувате да дебатирам малку повеќе. Кога веќе ги стававте на како да кажем, на тендер, ги ставивте домот во Сирковид и Росома, зашто не ги ставивте сите други? Оти не ги ставивте Крушевица, не го ставивте во Мрзен, кај имаме друго? Сега вие да кажете автоматски, значи вика, ние, како општина, како Совет, треба да се припремиме за предизвиците кои не следат. Значи, кога ќе видиме дека од комерцијална гледна точка нема заинтересирани, тогаш носиме одлука овдека, дадовме на јавен повик да се јават луѓе, еднаш, два пати не се јавија никој. Нам, за промоција на општината, ние можеме, значи ние, знаеш како, механички, така и така, па ќе се приспособиме, луѓе, па како да не се приспособиме? Да. Има начини. И сега не можеме ние да направиме кочници, ајде објектите ги даваме нека се распаднат, се со цел затоа што тоа ќе се појави некој од Скопје таму. Која е целта на нашите граѓани овдека и интересот на нашите граѓани овдека? Да ги запоставиме? Дај да донесеме од Албанија жители во Росома, па нам нека не нема да пропаднеме да не се гледат нашите барања и интереси. А така вие размислувате. Затоа подитно, ако не дајте го,
да видиме некој за користење од комерцијална гледна точка, дали е заинтересиран. Ако не е заинтересиран, дај да постапиме по барањата на луѓето и нека се реализира баре некој добро да направиме, да има некој случаен патник по тој дел кај што минува тamo, да може да влезе и да не е тоа сто едного. Шешково е така, што? Шешково да не сноси одговор. Мислам, да не сноси одговорност. Во Шешково можеш да отидеш, да си влезеш во школа, си преноќиш планинарски дом и готово. Му го дале, а на општината е. И што тие го прекршија законот? Општината треба да биде сервис на граѓаните. Донамо, каде што има, кај што може да има интерес и бенефит, окей, кај што сега, кај што треба и за рекреација и за други работи на граѓаните, пак треба малку да видиме и флексибилни да. Благодарам. Поштовани колеги советници, да не дојдеме до некои недоразбирања, затоа што таму имаме човек што више живее или стопанисува со тој објект, а да го доделиме на друг човек што или здружение што сака да го земе објектот, предлагам да донесеме одлука да се овој да го даде на тендер овој објект, нека конкурираат повише фирми, здруженија, да го направат тој објект како што треба, со што за тоа време нашата правна служба и градоначалникот ќе спремнат кои обврски ќе бидат према тој што ќе го земе објектот под закуп, нека биде таа минимална некоја сума за или воопште без надомек само да го реновира и да го одржава објектот во наредни 10 години и да му го доделиме, ама доде на тендер. Мора да така да биде, иначе како ќе го. Па на добро нека биде надавање, дајте го на надавање и готово. Важно доде на тендер, да не биде вака. Оти вака сега треба да избркаме еден, да го дајме на друг. Значи не е логички тоа да го направиме. Значи еден ќе не се лута сега оваа ситуација. Толку ме, дава да го нагласиме како ќе биде. Абе ние сме склони од направеното да разтуриме. Од објекти во стопанството дозволивме без да интервенираме нешто државно вакво такво, па како сакаш да видиш. Значи сега во оваа ситуација сакаш нешто да се штитиш и да го направиш. Тоа не е наш собствено стопанство, Разбирам ја државна собственост. Државна собственост, ама на територијата на општина Росован. Можеш да кажеш дека некој таму го сквернаве тоа, го прави вака или така и го разруши тагарата. Да ги запознаеме институции, не преземавме мерки никакви. Не е точно тоа. Тие административни работи уште од времето. На чијата тераме држава како ова во која се прави исклучено. Ти да правиш главец за нас, тоа човек не ти оде. Екологија за лута сам, не ми јавица. Јованче, ајде кажеш дефиницијата. Парите за користење на објектот се повлекува ДВР и се опатува на доставка за јавно надавање. Постојано. Дека наскоро Не, тоа е општинско известен или човек, сега ние што да гласаме тука, тоа. Ти предлагаш тоа. Ал Капоне да ги... Така е, Тоа што издал планинарски дом без Ми си го продаваа Добро, ајде да завршиме само. Значи, вака на предлог на Јованче, да го формулираме сега ова барање, речи имаме барање за користење на простории. Барањето за користење на овој објект. Да го покречаме од некој пред, да го известиме барателот да се упати на постапка за јавно надавање. Значи, го упатуваме фактички на јавно надавање, кој ќе го организира општината, додека вториот дел од барањето, што се однесува на тампонирање на улиците, тоа барање се усвојува. Да одиме точка по
Заветнички прашања, 9 точка, отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Почитувани, по барање на граѓани, значи, одлучив да ставам точката советнички прашања на дневен ред. Меѓутоа, во контекст на тоа и ситуацијата во која што и ја во вчерашниот ден се најдов, па ми даде дополнително стимул за да ја поставам ова прашање на дневен ред. Се работи конкретно за предсе за заштита на безбедноста на граѓаните на општина Росоман, како и за мојата лична безбедност, така и општо и на сите граѓани. И конкретно се работи за кванташкиот пазар во Росоман. Зборот кванташки, правно нерегулиран, не како субјект не заведен, не стопанисува никој со него и така натаму и така натаму. Прашањето е дали градоначалникот на општина Росоман има намера и расположиви средства и во дали има предвидено, значи или пак е предвиди со ребаланс и други средства да направи кванташки пазар со кој ќе стопанисува општината, односно институција која ќе ја задолжи или комуналното, или пак за да се спроведе ова што го кажав, да граѓаните бидат безбедни, да не настане некоја ситуација како и во вчерашната ситуација каде што таму дадено физичко лице го блокира патот, не дозволи да излезам со кола на главната сообраќајница, иако нема ограничување, тука има 50, односно има ограничување 50, меѓутоа 50 е сепак некоја голема брзина, едноставно се блокира сообраќајот, што не знаеме во даден момент дали некој не би направил некоја ситуација каде што ќе имаме катастрофални последици. Значи прашањето е дали градоначалникот планира да направи и доколку не направи, дали може истите тие со оглед дека дадено лице правно, односно даден правен субјект функционира веќе и се регистрирал според законот кој што предвидува, нели, такви дејности за кванташки пазар, има намера да мислам едноставно ги едуцира граѓаните и ги усмери во тој правец, а при тоа еве како олеснителна околност да побараме и од самиот субјект да, нели, има некое олеснување, односно ослободување за 2019, поможност за 2020 за граѓаните на општина Росоман. Да сметам дека ако субјектот го се регистрира според законот кој што предвидува такава дејност, пружа можности за привлекување и на други, како да кажам, лица, земјоделци, производители кои би на истото би го користеле тој пазар пред се Струмичкиот регион и на тој потек би изградиле своји ладњачи или ладњача да користат на постоечкиот субјект кој што е во општина Росоман, каде што би им го скратил патот на оние кои што купуваат од Битола, Прилеп, Охрид и натаму пиперки и патлижани, а едноставно би бил поконкурентен затоа што патлижаните, пиперките, краставиците, селката би ги донел на поблиска локација до овие корисници. Со тоа ќе се зголеме поголем транзит на лица ќе имаме овдека и поголема можност за пласирање на нашите производи. Што нема да бидеме ограничени временски, да речеме, дојде денеска до 10-12, 1 сатот има купци, но даден лица со наши производи кои што се одлучиле да одат и да продаваат на тој кванташки пазар, пример пред се праска, би можеле да продаваат, пример да речеме и во ноќните часови и така натаму и така натаму. Не како да кажам, пред се да навивам за некој или да кудам некој, него пред се во интерес на општината, во интерес на дали би можела да се расшири таа стопанска гранка, стопанска дејност, каде што тука ќе има други придружни елементи, а со самото тоа од општина Росоман би се вработиле 3-4-5 души, кои што и како значат, нели, пред се тука за тие плати па ќе се одделуваат придонеси и така натаму. Персонален данок кој што директно влегува во општината и така натаму и така натаму. Благодарам.
Тоа е едното прашање. Второто прашање, сега имав еден одговор, ама сметам дека ајде уште еднаш да го поставам. Тоа беше индивидуално да го слушнат и граѓаните. Докаде е ситуацијата со водоводната линија што беше за наводнување на село Дебриште? Дали е воспоставено тоа, доколку сакате да пренесете и да слушнат граѓаните дека е реализирано или не? За наводнување, да, за наводнување се извинувам, да? Мислам, преземени мерки и така натаму, да, и конкретните действија, што градоначалникот има преземено во врска со подобрување на ситуацијата за околу, нели, овозможување на можност за полесно пласирање на праските во овие денови каде што. Да. Благодарам. Почитувани светници, ќе почнеме од последното. Општина Росуман нема надлежност, односно не е во нејзина надлежност да се занимава со трговија, со откуп на праски. Него има функција во соработка со институциите горе од владата да ги информира и заеднички евентуално некои услови подобри да овозможува. Во делот од наводнувањето, во атарот на село Дебриште, сакам да кажам дека проблемот кој што беше јавен поради пробивање на патот, брзиот пат градско Дреново Прилеп, со оштетувањето на цевките е решен и системот е во функција. Значи нема проблем, водат, граѓаните може да ја користат водата за наводнување. И во третиот дел од Кванташки пазар, односно со предлогот дали може да се користе соодветниот простор доле на, мислиш дека алудираш на Агрозимак, да, Агрозимак има пријавено Кванташки пазар и ние како општина немаме ништо против тоа, што имаме тој пријавен на Кванташки пазар, ама тоа е само еден дел од постапката за регистрација на Кванташки пазар. Ние него не можеме да му дадиме согласност да биде само тој, бидејќи кај нас статутарно решено е дека јавното комунално предпријатие има надлежност во вршење на стопанска дејност со зелените пазари и со Кванташките пазари. Значи, за да ја докомплетира сета таа постапка, треба да побара од нас согласност од општина Росуман. Евентуално, ако бидејќи ние тоа е решено со надлежностите на јавното комунално предпријатие, во овој момент него не можеме да му издадиме такво решение. Меѓутоа, во делот од усмерувањето на производителите на праските, да му кажуваме конкретно, ајде одите таму, продавајте ги праските, тоа, иако тоа има таму стандарди, некои се сложувам со тоа, меѓутоа тоа не би можеле да го направиме. Така. Во делот од тоа дали можеме ние Кванташки да организираме, разговараме. Не сме донеле одлука, немаме одлука за организиран откуп преку јавното предпријатие. И сега, како што знаете, тој функционира неслободно, бидејќи не постои закон со кој што ние, тој простор кај што се продава е безбеден, бидејќи беше пазарна инспекција таму пред една недела и рече дека луѓето кои што продаваат на тој пазар слободно може да продаваат. Меѓутоа, сега замислите ситуација, имаме еден Кванташки пазар, може да побара некој од ладилниците уште некој, друг да побара и ние сега да му викаме оди ти кај Ристо, оди ти кај Горан или таква нешто не можеме да направиме.
бидејќи зборува од аспект на заштита на граѓаните, пред се од безбедностни причини, дете, според вашиот одговор, кажавте што кажавте, јас во овој момент тогаш барем доколку е можно комуналното да одреди или било кој еден редар, кој што малку од малку сега и не да биде на терет на општина, да донесеме одлука за да можеме ние како општина овде каде се со цел да ствара некој ред, бидејќи во моментот малку владее безредие таму. Еве со конкретниот вчерашен случај кај што човек едноставно те вади од так затоа што температурата е 40, ти си влегол во кола, колата нема клима и не ти дозволува да излезеш и доаѓа до некои си вербални конфликти и ситуации кај што, нели, не дај Боже, може да преминат во некои подруги ситуации. Така да ги избегнеме таквите ситуации, да нешто преземеме мерки за некој редар таму, да воспоставаме некој ред, дека од каде можеш да почнеш, каде до каде, значи и да има непречено движење за достава на роба, како и на самите купци. Благодарам. Имам неколку прашања. Едното е од најмалата група на граѓани, децата, прашуваат, еве и до директорот за комунално, тој тука, дали ќе се искосат на бргу овие детските парчи. Заради тоа што се да се санира, да се искосат, да се изнесе смет, трева, сува, да се средат малку. Второто прашање до градоначалникот, 6 месеци измина од 2019 година, дали ќе отпочне конечно да се асфалтира патот Сирково Трстеник Манастирец. Толку. Почитувани советници, точно е дека поминаа 6 месеци. Меѓутоа вчера го добивме решението за одобрување за барањето и еве постапуваме веќе наредната недела постапката во врска со реализација на тој проект. Значи тоа не е само, мислам, не зависи само до нас, него бидејќи аплициравме до Агенција за финансиска поддршка. Значи вчера го добивме. Чините се два пати искусени, ама треба да се одржава. Треба постојано. Не постојано, треба да се нареднуват, се вече се суша од чешката, не се ли одиват и затоа е така полека се гева се обрабостен. Два пати ги го семе пред доводно се искусени, ще ги искусени пак. Събаваме разговараме на тема. За сите прачиња да најдеме начин како да ги со овие спингери, вингери, нешто. Имаме предлог, дадовме предлог да обезбедиме среба со спингери, меѓутоа мора да бидеме искрени до крај. Таму навечер се собираат деца и прават многу голема штета. Многу голема штета. Мора да се најде некој што ќе чува таму. Таму практично би требало да има еден човек кој што ќе чува. Толку многу штета се прави. И кажа. Јас имам едно прашање до градоначалникот. Дали градоначалникот, како градоначалник, би можел да изврши некој притисок врз фирмите што го градат патот Прилеп градско? Ние, село Сирково, се среќаваме со еден проблем таму на угорницата на Вачек, наречено место, каде што патот е пресечен, постоечкиот пат што беше асфалтиран и изграден споредна обиколница има. Фирмите што го изградуваа патот ја користеа таа обиколница и сега е во катастрофално лоша состојба и веќе во неколку моменти се дешаваат проблеми каде што може да загине човек, во секој момент. Така да еден и загина веќе.
така да би го молил градоначалникот, ако може да изврши некој притисок, фирмите да ја променат таа насока на движење на тој патен правец, таа огорница да се спушти малку пониско, да може да се одвива сообраќајот нормално. Инаку, во секој момент очекуваме дека ќе има и друга жртва на тоа. Благодарам. Во овој дел можам да одговарам дека веќе разговаравме со надзорот и со изведувачот на работите. Ќе се направи низ тој пропуст, не знам како точно се вика овој дел, за да може да се користи пропустот, бидејќи таму опасностите за врвење се далеку помали. Постои еден оптички кабел, бараат решение како тој оптички кабел да го решат, иначе нема проблем, ќе го користат тој дел. Бидејќи за обиколниците стварно многу стрмно и за тракторите е опасно. И јас само кратко. Прво, Росман колцекгаш било пазар цело село. Значи, ние порно пред 4 години не само една одлука до комуналното предпријатие дека они стопанисуваат со пазарите во општина Росома. Сега моментално барам од директорот на комуналното да го средат центарот на селото во недела, да си за тоа што наплаќаат таму. Во друг аспект, зошто цело село тезгите што се таму на пазарот плаќаат за тезги, а на другиот дел на малото пазарче, натаму по другите места не наплаќате и не наплаќате за тезги. Што да го средите? И едно прашање до градоначалникот, тоа директор да го среди со пазарот. Градоначалникот, дали многу луѓе реагираат на добивање на тендерот на старото училиште со фирмата Макаус? Дали сте во родбинска врска вие? Затоа што некои луѓе викаат дека тендерот бил наместен, а не како што треба да биде даден. Во врска со прашањето на Ристо Јошев околу ангажирањето на фирмата Макаус, ми се чини дека и Ристо беше и минатата година советник, и уште некој од вас бе советник. Собственикот на газот, односно на фирмата Макаус, е истовремено и собственик на млинот. Да, така да вас ви е тој познат. И условите за добивање, односно за конкурирање не се вршат преку стандардите во Македонија, него се вршат преку ЕУ стандарди, преку праг. Во тоа дали ми е, мислам, родина или не ми е родина, тоа е некоја подалечна роднина. Меѓутоа, тоа нема врска. Влезете во сајтот на фирмата Макаус, ќе видите дека тие се едни од врвните реставратори во Македонија. Немаше да бъде. Значи, тезите ще се на ова пазарче, ќе го на некој начин го одржаваме и тоа го одржаваме многу. Значи, плачеме на редовните таму, што одат на пазарот, што сака да плачат, да видат на тој пазар. Овој пазар тука што ги малото пазарче, тоа е незаконско, тоа треба да се отстранат. Ако ви кажете да се отстранат, ќе поведеме, ја ќе пријавам, ќе поведеме на двата пата, ќе ги отстранат ја таму. Овие што ги зборуваш на патот, тоа се продават предливни зборови. Значи, секој си има куќа на патот, тоа е привилегија што ти ќе продаваш пред твојот. Си продават. Значи, сега овие другите продават. Сега тие, мислам дека не треба да ги Ти не само на пазарче, тоа што ти тоа е пазарче, тие си имаат привилегија, си продават. Това е позитивно, не е грешка. Сега овие што се нормално пазарче, можеме да го ставим. И ќе го помениме, ако сака да одат на тој пазар. Сега не нече да одат, затоа што нече да плачат, да речеме. Или некој има 2 дена да продава, 3 дена, нема се исплача да одат на тоа пазар. Центарот на Росман само во да се Ето, кога после пазарот имаме еден човек од комуналното, кога се донесе, значи он е одговорен да го собере сите џубри, тоа мислам дека си одеше таа процедура, сега не знам, за последната недела немам информација дали
го Соболен, че допълнително плачаме пари, после завършеният пазар, значи он трябва цялостно да го събере цялото џубрище направено там. Ами там са тези от Кадари ще дойдат, другият, смесите ги бъдем правят. Една страна да бидат сите, една страна да биде свободна, да може да бъдат по-спокойно без село. Ще я кажа, но вече... Значи таква отлука има донесено до 5-4 години, за това да биде или да биде предместна заедница пазар, улица да се биде свободна, да може да бъде да се ява свободно на нивите. И там стално има проблем в центъра на селото. Ќе носиме секакви и за отчето твоја мотор, кажи да Отчето да спреме. Уште една информација. Само информација. Да ви кажам дека постапката за изградба на проширување на капацитетот за вода во Сирково е завршена, избран е и изведувач. Истовремено и постапката за изградба на патишта и улици е, да не речем завршена, ама при крај, така да може да очекуваме наредните денови да се почнат со градежни активности. Со ова изцрпен